Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов вината ќе ја бара кај сите други, ама не и кај самиот себе. Не чувствува одговорност за случајот со 63 годишниот Златко Божинов од Емирица, во кој системот затај. Дисциплинска постапка ќе се покрене кон оперативецот во Кратово, кој според комисијата на ЦУК не ја известил Дирекцијата за заштита и спасување и не побарал хеликоптер. Ангелов се правда дека не бил известен за случајот, оти ако бил, повеќе од сигурно дека ќе побарал хеликоптер. За него оставка не е опција, туку дезертирање. Оставката е според мене дезертирање во оваа фаза. Јас слободно можам да кажам дека мене ќе ми требат уште неколку месеци за да реализирам дел од она што е неопходно за да се подобри и состојбата внатре во Центарот за управување со кризи, а за целиот систем ќе треба повеќе од една година. Комисијата која ја формираше ЦУК ќе истражува кој дел од системот направил пропуст што случајот заврши со смртен исход. Ангелов се пофали дека одговори побарал од сите. Одговорноста која што неспорно постои кај нас ќе ја бараме и на други места. Денес поднесовме и официјални формални барања до Министерството за здравство, до Министерството за внатрешни работи и до Министерството за локална самоуправа, кои што треба да одговорат на неколку прашања. Јавноста остро критикува, а дополнително револтира фактот што премиерот заедно со уште неколку министри минатиот петок се возеа со хеликоптер од Скопје до Прилеп, а 2 дена претходно не можело да се обезбеди за човек кој се борел за живот. Иако младиот лекар преку директорот на здравствен дом Кратово побарал хеликоптер, ваквото барање градоначалникот го отфрлил со образложение дека процедурите за летови биле долги и ќе се изгубело драгоцено време. Трогателната приказна во која 90-годишната мајка 12 часа лежела до синот за да го стопли, ја отвори и дилемата каде се двата хеликоптери кои минатата година ги вети премиерот. Од владата се правдаат дека проектот со кој за 15 минути може да се спаси човек не се реализирал поради ковид кризата.